В недела ќе се освети црквата Свети Наум Охридски во Штипската приградска населба Стар Караорман. Осветувањето ќе биде со почеток од 7 часот и 30 минути, а ќе освети митрополитот Брегалнички господин Иларион. Црквата се градеше изминатите 6 години, за денеска да го добие посакуваниот изглед. Таа од големо значење пред се за жителите од Караорман, но и за сите останати. Председателот на црковниот одбор Борче Стојанов упати покана до сите кои сакаат да бидат дел од настанот, да дојдат и да ја посетат црквата. Во село Караорман во недела на 20.10.2024 година со почеток во 7:30 часот ќе се освети црквата Свети Наум Охридски Стар Караорман. Ги повикуваме сите верници, пријатели од цела Македонија кои сакат да причествуваат на тај свечен чин. Осветувањето ќе го изврши владиката Иларион. И ако дојдат со некој други. Јас знам дека он сигурно ќе биде. Со црковниот одбор голем труд, голема желба од сите пријатели од градот, од Караорман, што сакаат да помогнаа и изградиме ја за активно од 2018 6 години нон-стоп не сме ни прекинувале. И пред тоа имаше темели, негде ставаме цокле, плоча и важно од 2018 до сега нон-стоп не сме ни прекинувале и важно завршиме ја. Црквата активно се градеше од 2018 година со помош на донации од граѓани како од Караорман, така и од Штип. Иницијативата прераснала во голема желба со цел и ова населено место да добие убава и модерна црква. Таа е изградена согласно црковните одредби, а целта е по осветувањето. Овде да се прават голем број венчавки, крштевки и слично. Преголем мерак и мајсторите, може да кажем од Албанија, овие дечките, и они со них, и кажаме, правиме најдобра да биде, најубава црква што може да биде, и се нешто, и мајсторите, и сликарите што цртаа фреските, сега иконите исто така, со мерме, се нешто значи, да говориме си ли правиме или значи правиме саглам кој што треба да се направи, се што треба под тие прописи црковни. Да има венчавки, крштевки на деца, за убави работи ја приме, значи после осветувањето може да има и венчавчи, деца да се крстат тука, празниците собираме тука да средиме, што останува да го средиме двор, но ние камбанарија треба да правиме после. Во периодот кој следи по осветувањето треба да се уреди дворното место и да се направи камбанаријата, ама како што вели Стојанов, тие продолжуваат со работа за целосно завршување на црквата.